продолжува десно, ова не е магистрален пат. Ти продолжуваш овде, ако по седен момент видиш пред тебе препрека, правиш малку лево десно преку ова, Доле си у селото. застане. Нови земји се овие. Ова е сега ставано, после случката што се случи. Onda nema isto varaženje. Ne, ovdje što pravят викендски копати. Пистата почнува овде некаде е околу 700 метри и е на вистина авионска писта. Права е, луѓето намерно и ненамерно забрзуват, особено ако имат автомат и кола. Кога ќе зголемат брзината, одеднашка патот оди во десно. За жал немаме никаква ознака. Погледнете овде, немаме никаква ознака. За дека патот се одвојува во десно. Луѓето по инерција продолжуваат право. Некој на време може да забележа дека го снемува патот. Овие купишта земја кои што се ставени пред неколку дена помагат, но залетано возило ќе ги пробие. Од надвор стои право. Од надвор е, од другата страна на купиштата се наоѓа една провалија од 10 метри. Може и таа да ја снимиме, но тоа представува опасност за граѓаните. Овие купишта земја не се решение, бидејќи истите овие од дождот ќе бидат однесени за известно време, ќе останат само камењата кои што не се доволна препрека, затоа е потребна таа хоризонтална и вертикална сигнализација, која што ќе кажува на граѓаните дека патот врти во десно. Ќе се обидиме да го осветлиме ова место, за да превенираме никој друг да не биде доведен во опасност, никој повеќе да не биде повреден на ова место. А да одиме малку со автомобилот на нашата лева страна, имаме веднаш увид колку е висок. Фоси во лево. Во лево. Да го отворам прозорот, згази. Да, одете директно право, не мора. Прозорот, да, веднаш, леле, ова е убав е пейзажот, но факт е дека има провалија. Се работи за висока провалија, можете, отворете го и прозорот, уште подобро одите, уште малку напред. Врдни напред, стоп. Да, веднаш почнува провалија. И тоа, затоа е и направен аеродромот овде. Вози назад. Но тоа е аеродром за авиони, не би требало да биде аеродром за коли. Сакам да укажам на еден момент на местото каде што пистата продолжува право, а патот се одвојува во десно. Ќе извозиш малку напред, некои 20 метри кај што патот иде десно, ќе застанеш. Нагазни малку деки. Оди, кај првото столбче. Иди десно и напред полукружно. Добро, напред овде нега полукружно. Значи, ова место, кога луѓето возат, оди од таа лента, рековме, Така? застани овде, стои. Значи, патот оди во десно, но луѓето по инерција продолжува да возат напред, затоа што патот е прав. Ако е мрак, ако е ноќно време, луѓето едноставно немат представа дека патот оди во десно. Ние немаме никако знак овде што е недозволиво. Овде треба да имаме и хоризонтална и вертикална сигнализација дека патот врти во десно, но и оние бели линии кои што предизвикуваат вибрација и тресење на возилото, со тоа ги предупредуваат возачите дека нешто се наоѓа пред нив, и популарно наречените лежешки полицајци кои што треба да ги има овде пред кривината во десно за луѓето да бидат предупредени дека нешто се случува пред нив во целата должина на пистата. Со тоа што се надевам дека исто тоа место ќе биде осветлено со неколку рефлектори за луѓето и визуелно да знаат дека треба да отидат во десно, дека патот продолжува со кривина во десно. Толку така и треба да се апелира до граѓаните да ја знаат оваа точка. Се док не се направи. Затоа апелирам до граѓаните кои што доаѓаат во посета на Пониква, особено во ноќните часови, при враќањето назад да бидат внимателни, бидејќи ова место се наоѓа на само 1 или 2 километра од викет на селбата, е многу блиску до викет на селбата, и да бидат внимателни
на одредено место треба да отидат во оваа десна кривина, која што за лицата кои што не го знаат ова место, представува вистинска опасност, бидејќи може едноставно да продолжат право. Продолжи, како што сега возачот продолжува право, вие си возите и едноставно од десна страна немате свест дека имате пат, дека патот продолжува во десно. Луѓето сваќат дека нема пат кога веќе е касно, кога ќе ги забележат овие купишта земја, доаѓа до нагло кочење кој што исто така може да повреди некого, но потешко возило, дури и сега кога ова е нова свежа земја, може да ја пробијат и да излетат во провалијата од 10 метри. Да, дури како тобоган да послужи. Оваа земја може да послужи дури како одскочна даска, ако особено возилото е помокно, потешко и се движи со поголема брзина, истото да го исфурли возилото, да отиде уште подалеку во бездната. Но види, ова не е тоа. Ние мораме там да ставаме знак. Тие ленти за спорување, за вентилирачки ленти. Tamo гледаме. Не мора да се види колку треба да засели, колку треба да стане. А, со спотката